Следите вести на Слободна ТВ. Добро утро. Денеска би можело да се дознае кога ќе почне во собранието дебатата за францускиот предлог за подигање на бугарското вето за земјава на патот кон Европската Унија. На редовната понеделничка координација во собранието треба да се разговара за тоа кога би можеле да се одржат пленарните седници за информацијата за содржината на предлог преговарачката рамка за пристапните преговори. Неизвестно е присуството на координаторот на пратеничката група на опозицијската ВМРО ДПМН Никола Мицевски, кој побара информацијата да и биде вратена на владата, бидејќи ги нема главните документи. На тоа Џафери одговори дека сите документи се веќе јавно достапни и секој може да ги види. Со став се огласија и од Европската комисија, од каде сметаат дека одлуката за ревидираниот француски предлог е суверена одлука на Македонија. Комисијата преку својата портпаролка за проширување Ана Писонеро порача дека се следи процесот во Македонија за предлог преговарачката рамка на француското председателство. И американската амбасадорка Кейт Мари Барнс потенцира дека изборот е суверено право на нацијата, одлуката е тешка, но нагласува оти е потребно да се направи првиот чекор за да се оди понатаму во преговарачкиот процес. Во собранието засега има само девалвирање на законодавниот дом од страна на владата, бидејќи стигнат е еден документ од еден лист во кој ја нема ниту преговарачката рамка во целина, таа што можевме да ја видиме на медиумите, ниту општиот став и заклучоците од страна на Европската Унија, а најмногу се криет во страниот македонско-бугарски протокол и сметаме дека спикерот Џафери треба да ги побара од владата сите овие документи за да може да дебатираме. Инаку на што би дебатирале, порача пратеникот Антонио Милошовски во гостување на телевизија Сител. Тој најави дека пратениците на ВМРО ДПМН денеска ќе бидат во собранието, бидејќи почнува ребалансот на буџетот и дебатата за истиот. Потенцираше дека не е точно дека не може да се смени ништо во однос на преговарачката рамка, затоа што таа рамка треба да има конкретни и содржински измени. Според Милошовски, преговарачката рамка треба да се подобри бидејќи ваква каква што е, ја носи државата во ќорсокак. Да се сплотиме сите и заеднички да се спротивставиме на ова мрачно сценарио. Да кажеме не на бугаризацијата, асимилацијата и на бришењето на нашиот македонски идентитет. Порачаа синоќа учесниците на протестот пред собранието искажувајќи револт против францускиот предлог. Обраќањата пред законодавниот дом, кој беше крајната дестинација на протестниот марш, почнаа со интонирање на македонската химна. Протестот почна пред владата и продолжи кон Министерството за правда, каде беа поставени транспаренти. Се одвиваше мирно, без инциденти и провокации. Учесниците најавија дека протестниот марш ќе продолжи и денеска во 19 часот. Ова беше 7ми ден од протестот против францускиот предлог, што се организира под мотото Ултиматум не благодарам. Премиерот на Бугарија во заминување Кирил Петков му препорача на Скопје да донесе одлука за да оди напред на патот на евроинтеграциите со прифаќање на францускиот предлог. Според него, евентуалното разделување на Скопје од Тирана би било ужасно. Францускиот предлог е без преседан добар и овозможи позицијата на Бугарија да стане европска позиција. Она што се случува во моментот во Северна Македонија е дека им е многу тешко да ја прифатат таа позиција во овој момент. Но она што треба да го знаете дека Македонија, ако сака да се развива, европскиот пат е единствениот пат за таа држава. Би било страшно Албанија да продолжи по патот кон Европската Унија, а Македонија да заглави, нагласува Петков. За председателот Стево Пендаровски пак францускиот предлог е компромис, но со можни пречки понатаму. Иако со Преспанскиот договор е договорено дека употребата на придавката северно-македонски нема да биде прифатлива за македонските власти, кои се должни да реагираат на секоја употреба на оваа придавка од страна на државни представници и од медиумите, директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева по онлайн средбата со македонската гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска на Твитер напиша дека имала одлична средба и со северно-македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Имав одлична средба со северно-македонскиот премиер Ковачевски, со министерот за финансии Фатмир Бесими и гувернерката Ангеловска-Бежовска. Разговаравме за престојната поддршка на ММФ во рамки на линијата за предпазливост и ликвидност. Глобалната економска перспектива е предизвик, но властите преземаат силни политички мерки, напиша Георгиева.
Продолжуваме со вестите. Васил Брезовски е македонскиот турист кој прв беше спасен откако тројцата другари ги однесе струјата на плажата Мити во Посиди, Грција. Отидовме да пливаме со моите пријатели на местото на кое тогаш немаше проблеми, ниту високи бранови, ниту многу ветер. Но за 2 минути, без да сватиме, сцената се смени. Го загубивме вниманието на неколку минути, додека бевме во плиткото. Но ова беше доволно за водата да не одвлече длабоко во морето. Се обидував да останам смирен и да останам на површината на водата. До мене беше мојот друг пријател, третиот воопшто не го видов. Одеднаш и него го изгубив за неколку секунди, вели тој за грчкиот портал Ефимерида. Вчера беше успешно спасено и второто лице кое успеало да преживее држејќи се за топка. Крајбрежната стража се уште трага по третото лице кое беше повлечено од морските струи. Вести од регионот и светот. Партијата на црногорскиот претседател Мило Ѓукановиќ повеќе нема да ја поддржува владата на премиерот Дритан Абазовиќ, одлучи на седница претседателството на Демократската партија на социјалистите. Го изразуваме нашето жалење поради промената на политичкиот курс на владата на Црна спротивен на политичката спогодба за нејзино формирање. Владата, наместо да ја исполнува приоритетната задача, а тоа е агендата за евроинтеграции, на брзина и без консултации со стручната јавност, склучи договор со СПЦ, причинувајќи им непроценлива штета на државните интереси на Црна Гора, велат од партијата на Ѓукановиќ. Црногорската влада е малцинска и зависи од поддршката на ДПС, која не е членка на владеачката коалиција. Премиерот на Црна Гора Дритан Абазовиќ изјави дека ја поддржува одлуката на Демократската партија на социјалистите, која одлучи да ја прекине поддршката на актуелната влада. Францускиот министер за финансии Бруно Лемер изјави дека во моментов најверојатно сценарио е целосен прекин на испораките на руски газ, пренесува Reuters. Ова го изјави на конференција за бизнис и економија, наведува агенцијата. Мораме да се подготвиме за целосен прекин на испораката на руски газ. Тоа, барем како што стојат сега работите, е најверојатното сценарио, порача Лемер. Украинското Министерство за енергетика и Министерството за надворешни работи изразија длабоко разочарување од одлуката на Канада да ја врати на Германија поправената турбина за гасоводот Северен поток. Украинското Министерство за енергетика упати апел до канадската администрација да ја повлече одлуката, бидејќи враќањето на турбината значи санкциите кон Москва да бидат во согласност со желбите на Русија. Шефицата на канадската дипломатија Мелани Џоли соопшти дека Отава го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и дека нема да попушти под притисокот на Москва. Минатиот месец Русија соопшти дека причината за 40% намалениот проток на газ во Германија е поради турбината што е на сервис во Канада. Кремљ на 8 јули најави дека ќе ги зголеми испораките на газ во Европа доколку турбината биде вратена од Канада. И уште една вест пред крајот. Вице-премиерката на Украина ги повика цивилите итно да ја напуштат јужната провинција Керсон, која беше окупирана од руските сили, бидејќи украинската армија планира контраофанзива. Украина го загуби најголемиот дел од таа провинција на Црното море, како и истоимениот град во првите недели од руската инвазија која започна на 24 февруари. Јасно е дека ќе има борби, гранатирање и затоа ги повикуваме луѓето веднаш да се евакуираат, изјави Ирина Верешчук за националната телевизија. Таа додаде дека не може да каже кога ќе започне контраофанзивата, пренесува Хина. Владата, формирана од Москва во таа покрајна, најави дека ќе одржи референдум за приклучување кон Русија, чиј датум се уште не е објавен. Регионот го опфаќа и градот Керсон, кој пред војната имал речиси 300.000 жители, но не се знае колку од нив останале во овој град. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.